Денеска сме на средби со граѓаните, земјоделците и младите во Битола и во населените места околу Битола. И тука овие граѓани во Битола се сведоци на хаосот кој што настана со објавувањето на избирачкиот список и фантомските гласачи во избирачкиот список со кој што победувал ВМРО ДПМН. Но сведоци се и на обидот на Уставниот суд да ги амнестира, односно да овозможи помилување на сите оние луѓе кои што учествувале во фалсификување на народната волја. Од тука, од Битола, порачуваме дека овој хаос со избирачкиот список мора да се расчисти до крај, а сите луѓе кои што се вмешани во изборни криминали ќе мора да одговарат. Оваа власт на ВМРО ДПМН ги впрегна сите институции во функција да се одржи на локално и централно ниво на власт. Само вчера објавивме еден огромен скандал со кој што потврдивме дека и државните институции, дека и парите на земјоделците не одат кај вистинските земјоделци, туку одат кај луѓе и кај фирми блиски на власта, се со цел оваа власт да се одржи на избори во целиот овој период. Но едно е јасно, дека институциите ќе се демократизираат, дека избирачкиот список мора да се прочисти до крај, мора да се направи теренска проверка од страна на Државната изборна комисија и сум сигурен и убеден дека граѓаните нема да дозволат Уставниот суд да ја исполни наредбата која што е дадена на послушниците кои што се суди во овој дел во Уставниот суд, а што доаѓаат како наредби од страна на владеачката партија. Граѓаните ќе го заштитат Уставот на Република Македонија и мора сите кои што се вмешани во изборни криминали да одговараат. Правдата мора да стигне, законот мора да важи за секој и секој мора да одговара во Република Македонија. Во Република Македонија мора да има фер, слободни и демократски избори, но претходно ќе имаме целосно пречистување на избирачкиот список и регулирање на медиумите со што ќе бидат исполнети условите од Пржинскиот договор и ќе имаме фер, слободни и демократски избори. Благодарам, повелете се праша. Имате ли сознание конкретно овде во Битола што е проблематично во избирачкиот, најпроблематично во избирачкиот список? Што пријавуваат граѓаните, фантомски гласачи, починати лица, иселени евентуално? Не само во Битола, во цела Македонија во моментот се случува хаос со објавувањето, со самото објавување на податоците од избирачкиот список. Ние како СДСМ ги ставивме на располагање сите наши ресурси се со цел граѓаните да ги пријават неправилностите и затоа ги охрабруваме тоа да го прават и на нашиот телефонски број и да го прават до Државната изборна комисија, но сите неправилности да ги пријават и до Министерството за внатрешни работи, за да може ова министерство да спроведува постапки и да постапува. Што се однесува и до Битола, како и во цела Македонија, и тука на една адреса на улица Каро Орман има регистрирано 320 гласачи. Постојат десетина други адреси на кои што има сумнителни гласачи кои што се испитуваат. Затоа ги охрабруваме и битолчани и сите од овој регион да искористат оваа можност да се проверат, да ги проверат сите кои што можат по адреса и да ги пријават неправилностите и до Државната изборна комисија, но вклучително и до Министерството за внатрешни работи кое што понатаму треба да постапува. Благодарам.